Добро вечер во уште едно издание на Отворено. Вечерва разговараме за темата што предизвика сериозна дебата во јавноста, пред се меѓу економистите, договорот за заем од 6 милиарди евра склучен со Обединетото кралство или стратешкиот договор со Британија. Додека владата го представува како шанса за развој на инфраструктурата и економијата, опозицијата го нарекува нетранспарентен и ризичен потек што ќе го зголеми јавниот долг и ќе ги обврзе идните генерации. Кои се условите на заемот? Дали е доволно информирано собранието? Што значи овој договор и ова задолжување за македонската економија, фискалната одржливост и граѓаните? Токму овие дилеми вечерва ќе ги отвориме со моите вечерашни гости. Сања Лукаревска, пратеничка на СДСМ. Добро вечер. Амар Мециновиќ од Левица. Добро вечер. И Љупчо Пренџов од ВМРО ДПМН. Добра вечер. Добро вечер, благодарам за поканата и поздрав сите што ни следат. Благодарам на сите што се одзвавте на поканата. Го очекувавме и представникот на Знам Миле Цеков, но тој денеска ми рече дека нема да може да присуствува како што вели од оправдани причини. Како и да е, Лукаревска, опозицијата остро го критикуваше овој заем, ова задолжување или овој стратешки договор. Неколку пати го слушнавме и лидерот на СДСМ со наративот дека ова е задолжување кое што ќе остави трајни траги во средно и долгорочно на македонската економија. Зошто? Па најпрвинот повеќе аспекти би ги елаборирала вечерва тука. Очекувано е дека за вакви големи стратешки договори, вакви големи, да речеме, проекти во оваа држава, да се крева прашина пред се во поглед на транспарентноста, затоа што должни се и владата и владините представници да дадат одговор, како што напоменавте и вие во вашата најава. Не само на пратениците во собранието, и на целата јавност, бидејќи навистина има одредени дилеми на кои што алармираме уште од самиот старт. Треба да направиме една дистинкција. Значи, тој стратешки договор со Обединетото кралство од два аспекти го разгледуваме. Едниот е политички аспект, баш оној вистинскиот стратешки аспект, дека тоа е една круна на оние односи кои што ги имаме како две држави, и секако дека, да не заборавиме, Велика Британија е една од нашите клучни стратешки партнери пред се во оној евроинтегративен процес заедно со Соединетите американски држави и Европската унија не се. Меѓутоа, во оној другиот дел, оној вид на заем, задолжување или не знам како веќе и да го наречеме, тука се отвараат повеќе дилеми од аспект на транспарентноста, од четноста, се отвара дилема во делот на капацитетноста, за да се спроведат, за да се изреализираат тие проекти, што врзува понатаму и со еден вид на имплементација. Несомнено мора да се дадат одговори на прашањето колкава ќе биде каматата, кој е грейс периодот, колкав ќе биде рокот на отплата, понатаму каква рефлексија ќе има овој заем врз јавниот долг и врз сите економски параметри во државата секако, кој ќе биде контролниот механизам, дали се направени споредбени анализи врз основа на она што ни го нуди Светската банка, да речеме, токму за вакви слични заеми. И така натаму, сите овие прашања деновиве, иако упорно ги поставуваме, ние сепак го немаме конкретниот одговор. Ги добивте ли во документот што денеска е објавен на собранието, а тоа е предлог законот за ратификација на договорот за стратешко партнерство? Го добивме. Меѓутоа, тука повторно ги немаме одговорите за она кое што постојано го прашуваме. Значи, буквално, на ниедно конкретно прашање ние немаме одговор. Истовремено, да не заборавиме, ние сме во едно агресивно задолжување од кога на оваа влада е на сцена, на политичката сцена во нашата држава. Ако не го заборавиме тука и унгарскиот заем, гледаме дека и тука повторно имаме одредени небулози, имаме одредени таинствени податоци и така натаму во делот на компаниите кои што го имаат искористено, односно ги имаат конкурирано на овој унгарски заем, односно на оној процес кој што
беше во изминатиот период. Истовремено мора да напоменеме и фактот дека треба да направиме испоредбени анализи дали Велика Британија, односно Обединетото кралство, има подпишано договори со земји кои што се во нашето обкружување и каков тип на договори се подпишани и таму. Ние слушнавме информации за проектите кои што ќе бидат приоритет во овој период и секако дека треба да видиме како ќе оди целиот тој процес на развивање. Толку за почеток, имаме други податоци. Мициновиќ, вашиот став или вашиот поглед првичен еве да речеме на овој договор за стратешки договор со Британија. Првично кога рековте дека се отвори дебата во општеството, јас не би рекол дека се отвори дебата, туку едноставно откако ни го приреди владата овој шок дека ќе ни носи волкаво задолжување, дебатата беше реактивна за да може да се израционализира тоа што всушност го прави владата. Мислам дека дискурсот кој тлееше претходно дека самото задолжување со унгарскиот кредит е веќе опасно, посебно под нетранспарентни услови како што се издаде. За самиот почеток јас сакам само една информација да споделам. Нашиот координатор на секторот за финансии од Левица побара информација од јавен карактер од Развојната банка на кои фирми им се дадени парите од унгарскиот кредит и доби одговор дека тоа е деловна тајна. Тоа не може да биде деловна тајна, посебно затоа што ние го плаќаме тоа, го плаќам јас, го плаќаат гледачите, ќе го плаќаат и нивните деца. Тоа не смее да биде деловна тајна. Од друга страна, мислам дека секогаш кога се случуваат овие задолжувања, дека наративот е дека тие се беневолентни во самата природа, дека тие ќе донесат просперитет независно како бидат управувани или кои се условите од тоа задолжување, но вистината е многу поразлична, затоа што вистината е дека ние со задолжувањето од странски капитал во изминатите 35 години не само што создававме поголем долг во Македонија, кој сега речиси на 10 милиарди, туку создаваме и услови за политичка субмисија на интересите на странскиот капитал. Што подразбирам по тоа? Во 90-тите Македонија има подпишано договори за структурално прилагодување, што значи дека ние кога нема да можеме да го отплатиме овој долг, бидејќи ВМРО ДПМН не само што ја задолжува државата со странски долгови, туку и оние елементи во економијата кои се во државна собственост, им расте долгот вртоглаво. Например, АДСМ, за јавноста да биде јасно, има зголемено долгот 40 милиони евра во изминатите 5 месеци. Само во изминатите 5 месеци си има зголемено тој долг за 40 милиони евра. Така да имаме влада која не стопанисува добро, туку напротив расипнички, и имаме многу голем кредит кој на крај самиот епилог ќе биде тоа дека ние ќе треба да го реструктурираме тој кредит. Што би бил проблемот ако кредитот се зема за инвестиции? Ние досега секогаш сме велеле задолжување не заради задолжување, не за полнење на буџетот кој што потоа се троши по трансфери кои што се непродуктивни, туку задолжување кое што ќе донесе инвестиции и ќе го врати назад кај граѓаните, односно со пораст на економијата. Да, зарем не сметате дека е малце кафкаевски ние секогаш секое задолжување да ги извршуваме истите проекти. 30 години ние истите проекти ги правиме со овие задолжувања. Сакам да кажам само на крај. На крај ќе имаме епилог, каде што ќе го реструктурираме долгот, ќе го амортизираме со нови долгови, ќе ги нарушуваме работничките права и регулативите за животната средина за интерес на странскиот капитал. Добро. Пренжов, еве, ги знаете забелешките на опозицијата, веројатно вашиот став е поинак. Добро, јас прво ми е драго што вечерва сме овдека заедно на телевизија 24, каде што по кој знае кој пат во текот на ова последни 11 месеци можеме да направиме разликата во Република Македонија. Доколку ги видите вестите на вашата телевизија за 7 години, ќе видите дека почнува и завршува со Бугарија, со Румен Радев, со Бојко Борисов, со оној како се викаше другиот што доаѓаше во Македонија и не реагираше овдека. И со тоа се занимававме, во овие 11 месеци се занимаваме со крупни и со големи прашања, и тоа мора да го признаеме сите. Она кое што сакам да го кажам е дека ние македонците заслужуваме да бидеме македонци и заслужуваме да размислуваме на крупно и на големо, а не да бидеме македончиња кои што ќе се одешевуваме во Србија кога ќе видиме брз воз, ќе идеме во Косово и ќе се одешевуваме дека имаат одличен автопат или ќе идеме во Бугарија и ќе се одешевуваме дека имаат одлични хидробрани.
Ние имаме план Република Македонија да направиме подобро место за живење. Тој план го реализираме секојдневно од почетокот на овој мандат па се до ден денешен. Многу луѓе зборуваат дека нема да има во општините толку многу проекти, дека рекордни 250 милиони евра нема да влезат. Ние секојдневно гледаме дека се отвараат нови проекти во општините, фирмите земаат кредити. Сега кои фирми ги земаат кредитите? Сакам да кажам дека работите во Република Македонија се движат на подобро и тоа е добро. Во поглед на овој договор, разликата, почитувани колеги, двајцата ви сорекам, е огромна. Со овој договор ги поправаме грешките на претходните две влади. И она која што водеше ВМРО ДПМН, тука е символ автопатот Кичево према Охрид, и она на СДСМ Бехтел и Енка. Разликата е во тоа што доколку овој договор го имавме ние со Кичево со Охрид, тој и до сега не го продолживаме автопатот, се уште се гради, а државата тоа ја кошта можеби 500 милиони евра. Со овој договор внатре регулираме работи каде што велиме дека ќе го враќаме долгот по извршување, односно по примање во употреба на објектот или на пругата, односно автопатот. Тоа значи дека некој што ги дава парите има за цел побрзо тоа да се завршува, онаа фирма која што ќе забрза и сите овие работи ќе бидат готови. Второ, не правиме никакви деловни тајни. Договорот е јавен, договорот еве го имаме во собрание, секој еден патен го има добиено господин Мецимович. Се е јавно, јасно и транспарентно. Ниту е скриено, ниту е ништо. Она кој сакам да го потенцирам е и тоа дека законодавството. Ако се сеќавате, ние во собранието многу дебатиравме дека правевме договори на народни пари и при тоа внатре велевме дека ќе биде надлежен судот во Лихтенштајн, во Амстердам, во не знам каде. Се пишува дека во членот 2 дека за последната линеја дека законодавството е на Македонија, односно на Британија. Тоа е исто научена лекција од претходните влади. Во овој договор нема никакви уцени, нема ништо мора. Овој договор, како што сами внатре пишува, ќе го прочитате вода со вода и види дека Британија е држава која што ќе даде ноу-хау, ќе ги даде своите знаења во Македонија, ќе помага и 30% од работите ќе бидат изведени од нив. И трето, нема да има закони. Закон во кој што законот за јавни набавки ќе биде суспендиран. Нема да има закони во кој што во собрание ќе одлучуваме кој ќе работи. Ќе си има јавни набавки, оној кој што е надобар во Македонија ќе работи и оној кој што е надобар во Британија ќе работи. Ова е договор кој што независно дали сме власт или опозиција, дали сме силни политички конкуренти и ривали, ова останува на сите. Ќе имаме брза пруга. Сега е таа 235 км, ќе ја скратиме на под 200 км, ќе иде до 160 на саат. Ќе имаме товар, значи ќе се носат од пресечето во Солун, од Кавала, од Атина, кај што ќе заработуваат измеѓу 100 и 120 милиони евра годишно. Само што ќе поминуваат стоките од Македонија, државата ќе инкасира 120 милиони. Ако една пруга кошта 2 милиарди за 15 до 17 години, таа пруга само од себе ќе се исплати. И тоа е разликата, господа. Ние не се задолжуваме за ваучери во Охрид, ќе отидеме, ќе го испиеме сокчето, кога се вратиме, парите ги нема. Се задолжуваме за нешто што ги враќа парите назад и што значи гордост на нацијата, бидејќи до сега народски кажано ги пимплавме работите во место, ама како сега ова? Ова се крупни проекти. За да овие проекти мораме да станеме сите од прв до последен. И јас се чудев на председателот на СДСМ, уште ова реченица во неговата прва пресконференција тој излегува и вели дали се ова пари од Британија, дали можеби се некои сумнителни пари, не знам од каде, а при тоа премиерот на Британија го потпишува договор со премиерот Мицкоски. Работата е многу сериозна. Не треба да бидеме опозиција за се. Не треба да се биде опозиција заради да се биде опозиција. Знаете значи, зашто? треба да се седне и на крај за предната стапка само ќе кажам. Најодговорно ви тврдам. И еден убав ден, за многу кратко време од денес, пак ќе се видиме некоја дебата и ќе разговараме. Каматната стапка ќе биде најниска што Македонија не е вистина. Не е вистина. До сега и ќе биде на ниво на инфлацијата некаде околу 2,4, 2,3, 2,5%. Тоа се сегашните проекции и информации кои што ги имам јас, но ќе разговараме и за тоа во следниот период. И трето, колешки, видете вака.
нема да биде, сега вие сте исплашени или така се представувате, мислејќи дека ова е Зоран Заев, Димитар Ковачевски или вие другиве, кои што ќе отидат сега, уште на реченица, ќе отидат сега некаде, ќе се договорат со некого и можеби некој нема да разбере. Секи си дојде вака, еве во законот, секое законско решение ќе биде. Ајде да го читаме. Ајде да го читаме детално. Може. Најпрвин, бидејќи спомнувате други договори, спомнувате нешто што било предходно, бидејќи испаѓа дека се она кое што зборувавте дека не чини, денеска спроведувате процеси и чекори за негова имплементација. Конкретно, што е? Најсвеж пример е Бехтел Јенка, бидејќи зборувавте дека е најкриминален договор, за да потоа легнете на брашното и кажете дека тој треба да се реализира и дека е тоа не. Бидејќи јас внимателно ве слушнав. Во делот на пругата, бидејќи како што слушнавме и од владините представници, значи имаме тука 3 клучни проекти. Нели? Пругата која што е Табановце Гевгелија од коридорот 10, така? Така. И има едно друго поширување од аеродром Скопје до Скопје. Таа е во рамки на мрежата на коридори, светската мрежа на коридори. Главната. Зошто не земеме ние неповратни средства од Европската Унија за да може да изградиме оваа мрежа? А зошто кога тоа можело, не сте го зеле 7 години бевте власт? Друго. Па сад говорите ми на прашање. 7 години бевте на власт. Ако тоа така се земало, зошто 7 години зборувавме само за Бугарија, не направивте пруга. Пруга ќе почне да се гради на есен. Може да констатираме дека сакаме да имаме развиена инфраструктура во нашата држава. Сакаме, ние работиме на тоа, вие што оставите? Убави патишта. Како велат, тие губили зборите за тоа што не го направиле тоа, претпоставувам. Ние го правиме, подржете не тоа. Уште до кога ќе се повторува? До кога ќе во сменети улоги ли сме ние? Ама не сме во сменети улоги. Во сменети улоги сме. Сега вие напаѓате за нешто кое што било пред 7 години. Вие сте веќе 11 месеци. Утре имаме една година како сме веќе во собранието во парламентот. 30 години случувале, како вие 11 месеци. 30 години. Ја немате таа екскурзија. Можам одговор, господин Василевич, можам за Бехтел само. Не, само да завршим, па нешто сакам да додам. Да завршам за пругата. Бехтел Јенка заради кој конкретно детал, да. Претпоставувам имавте поента таму, да. Во делот на она кое што рековте дека нема да биде претходно да се менуваат закони преку ноќ европски знаменца и така натаму. Сега вака. Овдека го имаме член 6 кој што вели статус се вика. Така? Добро. Ставот 3. За спроведување на проектите според овој договор, владата на Република Северна Македонија согласно нејзините национални закони и владени постапки може да ги превзема сите неопходни законодавни, управни и институционални мерки, вклучително и донесување закони и подзаконски акти, а за да овозможи ефикасно и делотворно извршување на инфраструктурните проекти наведени во анекс А и дополнителни проекти за критичната инфраструктура, како што ќе се договорат учесниците, бидејќи критиката која што ни ја дававте континуирано за Бехтел Јенка беше за менувањето на законските и подзаконските акти. Сега истото ви овдека го имплементирате. Затоа едно се зборува опозиција, друго на власт, меѓутоа ако нешто е добро и чини, треба како влада, како парламентарно мнозинство, да овозможите да продолжи по патот на имплементацијата. Мислам вака се полека. Значи само еден коментар да. Само може да одговори на ова прашање дискусијата, да бидеме подинамични. Неколку работи беа забележани, се државме на Бехтел Јенка. Бехтел Јенка има два. И членот 6. Првиот, да, тоа е споено, ќе одговорам. Поштувана Укараска, видите вака. Бехтел Јенка беше договор помеѓу владата и фирмата дека даночните обврзници на оваа држава не смеат да го гледаат договорот. И тоа владата го подпишала без право на дна потоа да се декласифицира. И тука знаете дека тоа е така. Второ, за Бехтел Јенка го покажете договорот Бехтел кога ќе Јенка, дојдете на власт. зошто Бехтел Јенка се гради? Бехтел Јенка се гради со значително изменети услови и Бехтел Јенка починувајќи под 6 имавме две опции. Првата опција што се прекине и 400 милиони или 500 милиони евра казни да платиме, бидејќи Артан Груби така го договори договорот. Решивме да го продолжиме и да го работиме тој проект, а овој член 6 е исто така поврзан со Бехтел Јенка, да знаете на работа. Пругата која што ќе биде од Табановце до Гевгелија, ќе биде на постоечката пруга, до неја се прави уште една пруга. Тој терен е познат на железници, ги знаат и доблестите и маните. Да завршам, ве молам, да завршам. Добро. Ги знаат и доблестите и маните. И на пример сега вака.
таа пруга минува и во Велес, да речеме. Во Велес околу пругата ќе има објекти и земјишта кои што ќе мора да се направи експроприација согласно законските решенија и таа експроприација ќе се прави бидејќи е јавно добро. Нема ништо спорно, Кога ве би била молам, готова ако пругата? се уште не ви е за вие 2 часа прочитан договорот, прочитате го па ќе зборуваме. Точно знам добро, што прочитан зборувам. договорот, Пругата извртувате почнува да се тези гради, само и завршам не уште почитувате реченица. туѓо мислење. Почитувам туѓо мислење. Не почитувате, јас само не затоа што ми почитувам кажувате дека не е кога некој ќе прочитано. каже аргумент и факт и друго Моите вели не е аргументи се така. овие, Ама не се вашите ваши. се тие. Едни се аргументите. Не, ама ова е прекрасно, значи Значи, цело време дължината на се пругата вртиме е на ниски страсти. 235 км, не може да биде повеќе или помалку. Сега е толку. И ви Кога ќе кажувам, биде ќе има уште завршена една. пругата? До Рокот ве 2030 прашувам. година, а започнува оваа есен. Значи Една вака. година ќе биде потрошена на геолошки истражувања, така или не? Така го 2030 ќе биде слушнавме. готова, а почнува есенва да се работи. Есенва една година ќе потрошена на геолошки истражувања, така или не? Така Како ги е, слушам како е представниците планот од и како е, извршната јас власт. не сум градежен инженер, Добро. мене ме интересира кога почнува, кога завршува. Тоа ќе интересира граѓаните. Почнува 2030. ова есен, завршува до 2030 крај. Знаете ли мене што ме интересира многу како ваш колега, затоа што ние генерално знаеме како се водат дебатите и многу ми е интересно што веднаш на самиот почеток почнавте со флоскули, со празна реторика, македончињата ќе станат македонци. Македонци ќе станат вие во костими и вашите олигархиски партнери, а македончиња ќе останат тие што ќе имаат меѓугенерацијски долг кој треба да го враќаат. Во изборна година земате 2 долга за да направите инјекција таму каде што можете за да правите и изборен подкуп и се што можете да направите. Вие вбризгавте наводно пари во општините, но ја укинавте контролата на јавни набавки во истиот тој период. За да едноставно не може да се има трага каде се трошат нашите пари. Во услови на какистократија и клептократија кои имате создадено како политичка култура, ние не можеме да очекуваме различни резултати, ниту македончето да стане македонец, затоа што со таа реторика сакате да создадете емоционална врска со граѓаните кои ги опустошувате. Вие им создавате, значи, кога се збори за макроекономска стабилност и за изведување на проектите, прво вашата министерка за финансии рече дека било ладно, па сме имале 8% реализација на капитални проекти во првото тромесечие од годината. Тоа ќе се случи и понатаму, така и ќе биде до 2030, до 2030 ќе биде топло, ќе биде ладно и нема ништо да се изведе од тоа што го ветувате. Само секунда. Од друга страна, велите дека кога се дека ќе има дека ќе има 30% не знам британски фирми, 70% македонски фирми ќе видиме допрва, затоа што ако имаат странските фирми ексклузивитет на стопанисување со тие работи, а имаме само градежна активност, тоа не е стимулирање на економијата, ниту е развој на економијата, туку создавање на инфраструктура за екстракција на нашите ресурси и за екстракција на вредноста која треба да го создаде тој долг. И тоа вие многу добро го знаете. И многу е симптоматично што вашата влада не излага на финансиски пазар, туку првите 2 долга кои ги зима се влада со влада. Влада со влада долговите се традиционално најскапите долгови, не само по камати, туку и по политичко влијание. Вие сакате прво да купите социјален мир, затоа што не можете да ги испорачате работите кои ги ветивте. Второ, да им вратите на вашите олигархиски партнери кои ви помогнаат да дојдете на власт нормално. И трета работа, да направите инјекција во изборна година. Ова е се за моментална амортизација на вашата владеачка позиција и тоа вие најдобро го знаете. Македонците или македончињата ќе добијат меѓугенерацијска обврска за која ќе зборува некој иден пратеник од ВМРО ДПМН како еве грешките на минатите влади, вклучувајќи ја и владата на ВМРО ДПМН. Колега, убаво како сте ги научиле вие, кога стихотворба работите, ги повторувате од прв до последен, но граѓаните ги интересираат проекти и подобар живот и граѓаните не се флоскули. Ја дам се конкретно. Слушате многу внимателно. Околу долгот. Не знам како да ви објаснам, долгот се гледа со GDP-то или тоа вака дома. Ако на пример едно семејство, например има приход од 30.000 денари и должи кредит од 20.000 денари, тоа е задолжено со 20.000 денари. Но ако едно семејство има 100.000 денари приход и должи 42.000 денари, што повеќе од дупло од тие 20.000 денари, е помалку задолжено од она. Ако крие дел од долг како Министерство за финансии за јавни предпријатија и општини, никој не крие долг, тоа не може да се крие. Еве уја па ќе кажа како рече Мицковски, бато дада и уште еден бато, не знам како кажа, ама долговите на еден бато не ги покажуваме. Тоа се долговите на општините и јавните предпријатија. Може да завршам. Дадо и бата и мама и тато кои ќе земат кредит ги знаат условите. Така е, апсолутно. Ама овде изгледа некој не ги знае условите. Значи, тоа што должи 42 денари на видум е многу помалку задолжено, веќе има поголем приход. Кога имате вие поголем GDP, кога влегуваат големи компании и градите големи проекти како автопати, железници, примерно 4 автопати работите, тогаш вашиот GDP
ефективно пораснува и долго се намалува, иако во апсолутна вредност се зголемува. И тоа е вака најосновна економска логика, тоа знаете. Сега да знаете на работа. Не е само ова кој што ќе се глади. Во следниот период ќе се прават проекти и за други работи. Ќе се покрај кругата започнува да се гради медицински факултет во Штип, студентски дом со 200 легла во Штип, болницата во Штип, болницата во Кичево и болницата во Тетово. Тоа е првата фаза. Таа почнува оваа година да се гради. И тоа е добро, бидејќи луѓето, не бар рече си 40% од државата, ќе добијат соодветна здравствена грижа, која што изминативе години ја немаат. Тоа ги интересира граѓаните. Викање по емисии, кажување на, не знам, некои зборови, некои тези од стручна. Не ме праша, ако не го враќаме долго, што ќе се случи ако не го враќаме долго? Пошто јавното здравство ќе биде под напатак. Не, ние заслужуваме да има јавно здравство во Македонија. Заслужуваме да имаме јавно здравство. И ќе имаме јавно здравство. И заслужуваме нови болници. И ќе имаме нови болници, независно вие што зборувате. Затоа на почетокот да ви кажав. Имаме тема. Имаме проекти кои остануваат за следните генерации, кои ќе направат Македонија друга приказна. Нема да одиме во светот да се одушевуваме. Туку едноставно ќе бидеме ние дел од современа Европа. Ќе ја смениме геополитичката положба и тоа го ветувавме и тоа сте ние заедно како генерација. Независно која на која политичка номенклатура и припаѓа, ги должиме на овие граѓани кои што не избрале и не плаќаат. Затоа реков, дајте луѓе за овие работи да покажеме единство, да покажеме унисоно, бидејќи сите ќе ги користиме и патиштата и железницата. Заедно во нашиот буџет ќе влегуваат 120 милиони евра годишно само тоа што ќе поминува стоката низ Македонија. Имаме проекти чебрени галишти, ама 120 милиони евра, еве ако земеш само од една железница. Пошто имаме рамен данок, кој ќе го плаќа долу? Кој ќе го плаќа долу? На друга тема. Ама не, така е апсолутно. Чини. Јас сакам да поставам на прашање пред 1,2 милиарди. Зошто не ги знаеме? Зошто не ги знаеме условите на задолжувањето? Мислам, ги нема во овој документот на договорот. Не, во смисла ако се симне таа завеса од тој дел од договорот, веројатно работите ќе бидат појасни и тогаш би дебатирале на некоја поедноставна работа. Прво, дали се кријат или ќе се обелоданат? Тоа ми е прашање многу важно. Прашањето е многу легитимно. Еве ќе го споредам со ова кое што е пред мене. До пред 5 часа, ако седневме да правиме емисијата, да ја снимиме во 2 часот денеска, во 14 часот, тезата ќе беше дека вие сте исти, СДСМ крие од Бехтел и Енка, вие криете од британците. Тоа ќе беа тезите. Добро што снимаме вечерва, кога веќе договорот го има. Што сакам да ви кажам? Ова е испреговарано. За ова се разговара долго време. Она кое што ќе се случува вака, кое што ова што го гледаме денес го најавувавме, така? И вечерва се случи. Ова што сега го најавуваме се отприлика рамки кои што мислат за транспорт и јавно ги зборува, директорот на железница и јавно ги зборува, тоа се директни преговарачи со овие работи. И тие, кога ќе се формулираат и последните детали од овие рамки кои што јас сега грубо ги комуницирам со колегите, со вас и со јавноста, повторно ќе ги видиме во собрание, преку вас медиумите ќе ги видат и граѓаните и се ќе биде транспарентно. Впрочем, кога вас во првиот договор, влада со влада, ви стои дека законодавството на државата е она по кое што ќе се реализираат проектите, ви кажува се, нема да има закон за јавни набавки, не важи на државите. Нас не интересира конкретно за Македонија. Значи ќе се распише тендер во Македонија за фирми, во Британија за фирми. 30% ќе дојдат тука, 70% наши фирми, но тие 30% не само што ќе имаат нова механизација, ќе имаат ноу-хау што го велат. Тоа е втората најквалитетна во светот градба. Например, од Бехтел и Енка, бидејќи и тогаш се велеше ќе дојде компанија која што Бехтел е носи моćна компанија, нормално, која што носи нова технологија, нови предизвици за патишта, ова е железница сега. Добро. Ова е сега за за железницата. Однос на договорот што е различно? Во договорот прво договорот е јавен. Второ, не да може да има спорови околу договорот, надлежи се законодавството на Македонија. Со Бехтел и Енка не беше македонското законодавство надлежно. Не, договорот ќе биде јавен тогаш кога ќе се направи договор за железницата, го градат тој и тој. Затоа ви кажав, ако снимавме во 14 денеска, ова ќе беше проблематично, така? Стасуваат работите едно по едно. Во интерес на отчетност, во интерес на транспарентност, континуирано зборуваме во јавноста, зборуваме помеѓу нас и секој еден добронамерник, доколку сега не имавме
конструктивна дебата од страна на опозицијата, можеби ќе добиевме 2-3 конструктивни предлози кои што ќе ги комунициравме потоа со партнерите од Британија. Така според мене треба да функционира една нормална сериозна држава кога има пред себе големи проекти. Овака е. Ајде да чуеме и зошто нема да. Изјавите слушнавме дека ние го подпишуваме договорот. Отпосле ќе се дефинираат начините на финансирање. Аз така слушнав. Значи ние подпишуваме договор, а не ги знаеме начините на го нема тоа во договорот, тоа е изјава која што е дадена од владин представник. Не, значи отпосле. Сега мене ме интересира вашето размислување. Што е поразлично во она што го имаат направено земји како Хрватска, Романија, Бугарија, каде што имаат отворен пристап до европските фондови за неповратни средства. Еве, Хрватска 9 милиарди има неповратни средства за 5 години. Романија има 100 милиарди евра за 18 години. Бугарија 11 милиарди евра за 6 години. Што е поразлично од ова кое што они го имаат направено во споредба со она кое што ние утре ќе го дебатираме, односно ние ќе дебатираме само за една рамка, а не ги имаме комплетно никаквите бројки, статистики, услови, аргументи. Која ќе ги дознаеме условите? Тоа е прашањето. Три прашања беа, морам да ги одговорам. Многу ви благодарам за прашањата. Ми спомнавте вака. Благодарам, очекувам одговори. Па да, ја ги кажам само одговорите. Така. Значи Бугарија, Романија и Хрватска се земји членки на Европската унија и се внатре. За нив важат други правила, ние сме земји кандидати, важат други правила. Тука ме потсетувате на работа. Кој предпоставам ќе поздравите сега и вие бидејќи одговор на моето прашање, тоа е дека Европската унија, Западен Балкан, значи државите ван тие кои што вие ги кажавте, направи определени услови, значи ни даде домашна задача со цел да дојдеме до 6 милиарди евра сте заедно, од кои 2 милиарди се тие што ги кажувате вие бакшиш или грант, а 4 се кредити. Република Македонија во овие уназад месеци е државата која што и Марија и Кос го кажа кога беше овдека сега присутна, држава шампион во реформите кои што ги бара ЕУ и сме држава која што прва ја повлече траншата од Европската унија, но тие се други средства за други инвестиции во поглед на финансирањето за договорот. План за раст, така е. Кој што сега, само завршам. Го оставивме да го подпишете. Нели вие го подпишете? И го работиме и предничиме на тие држави. Нешто што добро сме направиле сте прифатиле. Ама не предничевме, сега предничевме. Сега. И први ги полекавме парите. Тоа е супер. Тоа е нормално, така треба да функционира државата. Сега, резултатите ќе чекаме сега. Кажавте од каде сега пари од Британија. Членот 3. Не прашав од каде, начините на финансирање. Па начините вели вака. Кралството, Обединеното кралство, за финансирање на изворот, UK Export Finance, за обезбедување на финансирање за поддршка на приоритетните проекти под услов да ги исполни плановите одици, така натаму, задължително проверка и одобрување на тоа земјаки. Значи UK Export Finance. Да. Сега, па зборуваме понатаму. Моментално, денес, утре, задутре, Грција, Србија, се тераат деталите околу оваа рамка, која што е во анекс 1, а за која што неколку пати се зборува во самиот договор, каде што јас иако ги кажав сега болниците во Штип, во Киче и во Тетово. Ние тука разговараме за болници во Скопје, во Битола, Тетово и Гостиваредна регионална, Охрид и Струга. За овие проекти државата моментално нема капацитети за сајбер безбедност, дигитална трансформација. Тоа се роди кој што ни треба. Днес ќе посетиме на работа, ќе се согласиме сите. Сајбер безбедност во државата нас не е проблем. Па ние имавме ДИК. Ние нападнаа хакери на ден на избори. Ние имавме фонд за пенсиско и инвалидско осигурување. Значи едноставно државата се делегација нема вебсајт. Ајде да се вратиме у реалноста. Значи 12 месеци постои министерството скоро. Нема вебсајт. Значи сакам само нешто да искоментирам затоа што кажавте дека ќе се водиме според домашната легислатива. Јас една работа ќе ви кажам. Не кажав, тоа е договор, ќе се разбереме. Да, значи да не влагаме во семантика, се разбираме и ние и вие и цела јавност. Македонија. Проблемот е што ако е моменталната легислатива ваква, не значи дека вие под политичко влијание нема да ја менувате понатаму. Баш напротив, проблемот е што и вие ова го знаете. Прво, долгот е превисок. Не само што државниот долг е превисок, туку и ова задолжување само по себе е превисоко. Второ, крајно нетранспарентна е владата во однос на проектот и сега, ако го земеме тој контекст, што следи?
на превисок долг. Македонија не се покажала до сега дека може да враќа долгови многу помали и на многу подобри услови кои не се влада со влада кои веројатно и не се поволни услови, па после сме морале да воведуваме мерки за штедење. За да биде јасно на јавноста, секој пат кога земаме висок долг, ќе следат мерки за штедење. Зошто ова го кажувам? Сега се сврзува зошто вашите пратеници и пола ваша партија секоја недела има пресови против синдикатите. Па како да ја зголемите? Не, ова е поврзано, извинете. Добро прашање, како да ги зголемите вие минималните плати кога вие знаете дека ќе влезете во мерки во штедење евентуално? Баш за да се амортизираат авантурите финансиски кои се... Не, ова е многу реално, затоа што квалитетот на животот на граѓаните зависи од реални резултати во однос на нивните плати, на нивните трошоци за живот. Немаме уште резултати, апсолутно немаме уште резултати. Посебно затоа што во држава која е крајно енергетски зависна, например, вие сега го спомнувате Чебрен и Галиште во овој контекст. Тоа што го правите е крајно опасно. Вие знаете дека Македонија мора сопствените енергетски капацитети да ги развива самостојно и да имавте намера тоа да го правите, ќе проектиравте од домашниот буџет пари за тоа, а не овака да го правите. Добро. Со оно тоа дека сме на Мета Рипол, се слушаме, добро слушам, да бидеме парламентарни, да бидеме продуктивни. За оној кој што гледаш не гледа, да му бидат работите појасни. Абе, ќе проценат гледачите дали сме гласни или не сме. Тоа е за електоратот. Може би моето гласачко тело сака да се дерам, така да тоа тие ќе проценат. Ајде, да зборуваме, окей. Согласувам тука. Сега вака. Прво има две работи. Вие кога задолжувате за правење на железница, од која што добивате пари, кој што кажа 120 милиони евра, е задолжување кое што е оправдано и задолжување кое што го оправдуваат сите економисти. Економисти. 120 милиони евра годишно, а околу 2 милиарди, околу 2 кошта самата железница. Не продукт, јас сум критикувал во собрание највеќе. Кога се задолжувате за ваучери во Охрид, тоа го правеше владата на СДСМ. Земате некои пари и ги давате. Одите во Охрид, завршува одморот, нема назад пари. Овдека има пари назад. И тоа е голема разлика која што зборувам дека е од претходно. Сега, второ, за Чебрен и Галиште. Ако вие си ги видите вашите пресконференции на назад со месеци, туку јас сум критикувал тоа. И јас сум сметал дека Чебрен и Галиште треба да биде проект во собственост на Македонија, на овие наши граѓани. Со ова Чебрен и Галиште нема да биде даден на некој 30 години да го користи, да го управува, туку ние си го градиме, ќе биде наш. Што правиме ние? Земаме измеѓу 1,2 милиарди, 1,3 милиарди и ја правиме една од најголемите брани во Европа. Чебрен, Галиште и Бошков мост. И тоа се многу важни енергетски капацитети за независноста на Македонија и тука ќе има голем склад на вода, бидејќи како се поменуваат климатските промени, водата ќе биде се поголем проблем во сушниот период. И затоа, уште една реченица, и затоа не ја даваме на друг да ни ја стопанисува, велиме ние ќе земеме кредит. Од продажбата на струја, делот тој кредит ќе го враќаме. И клучното што е сите овие проекти, за да ви стане појасно. Затоа кажав така и на почетокот. Клучното е тоа, господине Мициновиќ, што парите ги враќаме од кога ќе ги завршиме објектите. Тука е огромната помош, тука е стешкото партнерство со Британија, кои што ти помагаат, ни помагаат на сите нас да ќе изградиме тие објекти. Кога таа железница ќе профункционира, кога ќе почнат да одат возови, кога ќе почнеме да наплаќаме за тие возови, кога ќе почнеме да наплаќаме за таа струја од Чебрен Галиште, тогаш ќе ги враќаме парите. Подомакински, да, изградба, до крај на изградба, давање во потреба, како се тоа точно стручно. Зошто тоа не се подржи во собрание? Зошто 120 тоа не го поддржиме? Добро, благодарам. Идеме на куса пауза за реклами, па ќе продолжиме со дебатата. Повторно во студиото на Телевизија 24 со Пренџов, Лукаревска и Мециновиќ дебатираме за најновиот закон за ратификација на договорот за стратешко партнерство со Велика Британија или, како што вели опозицијата, задолжување, енормно задолжување од 6 милиарди евра. Мециновиќ, Лукаревска, претходно ги слушнавме аргументите и на Пренџов пред рекламите. Зошто сметате дека ова задолжување е понеповолно од, например, еврообврзница?
Затоа што едноставно бидејќи парите сега јас малце да влезам во делот на она што го објаснуваше владата, ќе се задолжувањето се распределува на еден подолг рок од 4, 5, 6, 7 или 8 години, колку што ќе трае изведбата на проектите. Значи, во суштина, прво има трендови дека веројатно кога би почекале, ама ВМРО ДПМН не може да чека затоа што ова е година изборна, дека всушност и финансискиот пазар би бил многу поповолен, затоа што се предвидуваат стабилизирање на макроекономски план на континентот, веројатно и поповолни би биле, како што паѓа инфлацијата на континентот, затоа што сме излезени од таа инфлаторна фаза во континентот, дека веројатно би били и поповолни условите како што би поминувало времето, но ВМРО ДПМН нема време за чекање, треба да се купи социјален мир преку задолжување и да се шутне топката таму некаде понатаму по патот. Втора работа, еврообврзницата најверојатно и била поповолна од ова, затоа што логиката е дека кредитите влада на влада се најнеповолните кредити во суштина. Затоа што владата не е финансиска институција. Финансиските институции имаат финансиска логика, владите имаат политичка логика и затоа не може да бидат поповолни. Од друга страна, кога би биле паметни, веројатно еврообврзницата би била многу поповолна, но ВМРО ДПМН има и фасцинантна историја со еврообврзниците, затоа што човекот кој ќе го гласаме утре за гувернер на Народната банка во истиот ден каде што го зимаме долгот, искрено многу убава симбиотика на настаните, Трајко Славевски зема еврообврзница со над 9% стапка, што е највисоката еврообврзница во историјата, која сме ја земали, што ова сево ни покажува? Дека ВМРО ДПМН води финансиски неодговорна политика. Тука е целиот аргумент, толку е просто. Едноставно водат финансиски... Левица се залага за поголемо вработување на работникот и така натаму, значи сите оние социјални елементи што треба да го задоволат просечниот македонски граѓанин. Договорот со Кина за автопатите предвидуваше 50% учество на македонска градежна оператива и работници во оваквото. Договорот со Бехтел Јенка практично не предвидуваше толков голем процент на македонско учество во самиот проект. Нели смета дека треба да се насочи сега вниманието кон тоа што поголем број од градежната оператива и од вработувањата да бидат од македонска провиненција. Токму тука е и работата. Значи, само градежни активности не носат раст на економијата. Раст на економијата носи развивање на стратешки индустрии. А тие стратешки индустрии ние не ги развиваме, туку создаваме градежни активности за спонзорите на ВМРО ДПМН. Толку е просто затоа што тие фирми кои ние ги изборуваме, кои ќе бидат изведувачи, тоа не се некои гениални поштени, не знам, луѓе брилијантни кои ќе ни донесат благодет. Не, тоа се фирми блиски до ВМРО ДПМН. Така функционира политиката кај нас и тие пари повторно ќе бидат вбризгани во джеповите на функционерите кои ќе го дадат благословот за тие пари да бидат вбризгани таму, така да едноставно се прави маѓепсан круг на испумпување на парите со кои ние се задолжуваме. Јас сакам само уште едно нешто да искоментирам, што се однесува ние наместо да ги национализираме сопствените ресурси, наместо да водиме прогресивна финансиска политика и монетарно да одговараме на инфлаторните притисоци кои се создаваат од време на време во оваа држава, ние насушно ги даваме нашите стратешки проекти на странски капитал. Само за крај сакам да поентирам со една работа. Бехтел Јенка, кога дојде во Прилеп да го минира таму мермерот, дали им е гајле на Бехтел Јенка, например, може би на вас смешно ќе биде ова, дека се уништува ендемски вид на македонска пеперутка. Тоа ништо не им значи на нив. Ама ние, нашата влада, мора да има политичка одговорност за животната средина во Македонија и за условите на работа на нашите работници, што во овој случај ќе бидат нарушени и во едната и во другата насока. Да. Морам две работи беа многу кратки, прво не очекувам ја од млад човек ваков однос, особено однос на подметнување. Значи, два пати зборувате истата работа. Јас намерно ви кажав во мојата дискусија преходно дека вашите пресконференции беа против било какви енергетски битни објекти да ги даваме на странци. И јас ви кажав дека ја пред вас во тоа го зборував во собрание. Наши се червени гаришта. Не знам како разбирате, не разбирате или се трудите да манипулирате јавноста. Значи, наши, во собственост на Република Македонија, си зимаме кредит и си градиме червени гариште. Кредитот почнеме да го плаќаме дента, кога червени гариште ќе им биде дадено во употреба на нас, на Македонија, кога ќе почнеме да продаваме струја, си плаќаме кредит.
При тоа, ќе имаме вода питка, ви кажав, за климатските промени. Како да не веруваме дека нема да го дадете под концесија понатаму? Тоа не може да го дадете под концесија. Не создавајте нешто што не постои. И уште едно само многу кратко прашање, и не ги подценувате граѓаните. Искрено прашање. Од каде ви анализата дека 120 милиони евра годишно ќе инкасира државата од пругата? Затоа што има пристаништа во Кавала, во Атина и во Солун. Има стока која што патува кон Европа. Најблиската рута, најдолгата околу 20-25 дена, има една по 16 дена, а 4 дена е низ Македонија. Економски најголема исплатливост е низ Македонија. Има луѓе во оваа држава кои се платени за тоа, професионалци, службеници во институциите, кои што точно знаат колку роба и како излегува и се мине. И тие се пресметки многу едноставни кои што се прават во институциите. И трето, ве молам, господине Мациновиќ, немојте да, значи, луѓе ни се iseli од оваа држава. Зборуваме сите дека мора тоа да престане. Ако немаме крупни проекти, ако не заричиме една нормална, модерна, европска држава, ништо нема да направиме. Не можеме веќе да чекаме. Јас мислам дека ама вие рековте сега дека да почекаме, можеби ќе паднат камите, можеби не. Не, времето работи за нас. Беше оправдување, само уште реченица. Времето работи за нас. Беше оправдување на некои поранешни, неспособни политичари, кои не можејќи да испорачаат тоа што го ветувале, почекајте ќе видиме времето работи за нас. И како работи? Брз воз во Србија, аутопат во Албанија, хидро во Бугарија, кај нас ништо. Сега кај нас има две теми кои Абе да не блокиравте се и се што секако дека ви можело да се остварат одредени проекти, ама вие и во корона криза блокиравте. Закон за марихуана, да ви кажам, на Зоран Заев го блокиравме, и ова е фотиједен што го блокиравме на Артем Груби за коцкарниците. Ние зборуваме сега за сосем друга работа, вие ми зборувате за нешто. Не, јас зборувам за крупни проекти кои што се однесуваат за доброто на државата. Тоа беше за помош и на фирми, и на работници и така натаму. За такви блокади зборувам јас, за да не кажувате потоа дека сте многу соодветни за доброто на државата. Не е баш така, затоа што има меморија овој народ. Има меморија. Второ, кога зборувате за Чебрен и Галиште, се согласувам дека треба собственост на нашата држава да биде. Меѓутоа пред, не знам дали пред 10 дена, беше кажано од премиерот дека ќе се почне да се гради Чебрен и Галиште од средства од Обединетите арапски емирати. Сега веќе одиме со овој стратешки договор, влегува Чебрен и Галиште во оваа рамка, така? Што ви е тезата? Немам теза, само ви споделувам тоа што го слушаме и граѓаните што го слушаат. Алтернативните финансирања секогаш се поскапи во оваа држава. Тоа е некое економско правило. Во ниеден сегмент, како пратеничка група, не напоменавме дека сме против стратешки договор кој што ќе значи и политички сензибилитет за нашата држава. Тоа е така. И рековме дека ќе го гласаме во собранието. Од друга страна, во договорот имаме член 4, кој што вели со наслов доверливост. Да. Во случај во кој било од учесниците е законски обврзан да открие кои било информации поврзани со овој договор, а согласно важешкото законодавство или според судска наредба или заради друга причина, таквиот учесник ќе го извести другиот учесник пред да открие предметни информации. Прекратив да не го читам целиот. Што е толку доверливо во овој договор во врска со тоа дека треба граѓаните да знаат одредени работи кои што се врзани за нивниот стандард. Во делот на еврообврзницата комплетно ќе се согласам со колегата од Мециновиќ, затоа што да, утре гласаме човек кој што има издадено еврообврзница со највисока камата во 2009 година, и тоа е за поздрав, бидејќи изгледа таков критериум, создава квалитетен гувернер на оваа држава. И на крајот, многу ми е битно, Што ви е битно? да не бете концентриран, бидејќи различни тези споделувам. Добро, многу ми е битно и на граѓаните им е битно во делот на законот за јавните набавки. Добро. Значи, приоритет кој ќе има? Британските фирми, ќе ја запазиме конкурентноста, ќе го запазиме фер пристапот, ќе ја запазиме транспарентноста или пак нашите фирми ќе бидат подизведувачи.
Ова се исто дилеми, за да немаме дерогација на законот за јавни набавки. Добро. Тоа е исто многу битно и врз основа на тоа би сакала да го слушнам вашиот одговор, бидејќи од кај вас потекнува и целиот овој процес. За големи крупни проекти, уште ова да завршам, веројатно сега и ќе поентирам, не. За големи крупни проекти најмалку имате право да зборувате, затоа што за вас одличие ваше е Скопје 2014 како најголем крупен проект. И сега немој да ми се сведувате на инвестиции, на развој, на инфраструктура и така натаму. И вие некој пат бидете самокритични, па кажете да, тука сгрешивме. А не само да се плука претходните направија вака, вака и вака. Веќе сте власт. Добро. Ај 3 работи. 11 месеци. Таксативно може? Таксативно како ви е полесно. Прво заинтересираноста на арапи, на странски фирми, на вакви фирми, такви фирми е неспорна. Не арапи. Независно кој. Колега, премиерот кажа вака дека ќе се гради со пари од Обединетите арапски емирати конкретно за хидроелектраните Чебрен и Галиште. Тоа беше кажано, ве прашувам, денеска слушаме сосем друга теза. Чебрен Галиште ќе биде дел од британскиот проект, тоа е прво. Добро, значи со британски пари. Да, второ. И премиерот тоа кажа во собрание пред 2 дена. Една дилема ми е расчистена. Трето. Добро. Тоа е второ. Зборувавте за забрана. Прочитавте членот, јас прочитав тој член. Тоа подразбира следново, дека утре кога ќе има марка, бетон, начин на изработка, начин на сушење, делови на технички работи кои се случуваат на самите патишта, дека договорните страни пред да соопшта било што, треба меѓу себе да бидат известени. Значи не вика забрането е, не вика како вие што правите класифицирано е, не вика народот не смее да го види, туку вика само завршам, не, таму што е забрана, туку вика дека пред било што да се соопшти согласно законот на државата во која што Македонија или Британија, да бидеме ние известени и тоа е редовен член кој се става во договорите. И друго, кажа и господин Чедиговски многу добро. Со кинескиот кредит беше 50-50. 50 странци, 50 домашни. Тоа од ваше време, кинески време. Ние рековме дека ги научивме лекциите од претходните влади. Така започнав цела дискусија. Нема да биде како кичево. Нема да биде како кичево. Започнавте дека се почнува со многу убави вести. Убави вести. Многу убави вести, но со научени лекции истовремено. Така е. Ама зашто имате потреба цело да влегувате во збор, не ве разбирам. Сакате да знаете како ќе биде? Знаете, го прашувате колку да го прашате. Не, завршам. 70% од средствата, од таа количина на пари за определен проект за во Македонија ќе се распише тендер, ќе се го добијат фирми согласно тендер. За тие 30% пари у Британија ќе се има набавка, ќе се доаѓаат таму. Меѓу себе ќе се известуваат страните согласно овој договор и ова е пракса која што прават меѓународни партнери и нема ништо спорно. Дали имаше уште нешто, не знам, но отприлика се задоволни со одговорите. Се надам дека ми се појасни работите. Јас само да дополнам. Мене ми се комплетно јасни, меѓутоа вие не ги кажувате точните факти кои што сакаме да ги добиеме како одговор. Не е точно. Заедно ги гледаме работите овдека. Заедно читавме, значи нема нешто неточни или точни факти, ги читаме фактите. На пресконференции што ги слушаме и добро, говорете тоа, треба да слушнеме за сите новини во државата. Меѓутоа за една ваква крупна работа, една пресконференција да нема да се каже каматата ќе биде толку, рокот на отплата ќе биде толку. Рефлексијата врз јавниот долг е Имаше вака сега. Имаше 3 многу сериозни и долги комуницирања со јавноста од страна на премиерот на државата, од страна на вице-премиерот мисля за транспорт кој што ќе биде носител на поголем дел од овие проекти и од директорот на железници. Ако сте ги следеле, сте настапи овие луѓе кои што директно ги преговараат средствата, ќе видите дека ништо не се крие, дека ништо не е тајно. Еве ги во собрание. Ако не се крие, колку е каматата? Оквирот на каматата е најминимална. Ќе биде отприлика на ниво на сегашната инфлација до околу 2,5%, можеби под тоа. И се преговара да биде 0,2-0,3, можеби под тие 2,5%, бидејќи таа сума 0,2-0,3, а толку многу пари е сериозна сума која што ќе заштедиме. Дали ќе се врза со инфлацијата или не? Ќе видиме. Бидејќи ние сме имали инфлација и 19% кога нема да има. Значи ќе видиме. Тоа нема да има. Ќе видиме, ама знаете ли колку влева несигурност кај граѓаните кога ќе кажете ќе видиме. Вие правите меѓугенерацијска обврска 0,3 околу 2,5% ќе видиме. Дали ќе биде 2,5% плюс 0,3 или ќе биде 2,5% и проблемот е што со еден анекс, таа е рамката. Со еден анекс на договорот може многу брзо да се сменат сите овие работи
кои тек допрва треба да ги обелодените, откако ни обелоденивте дека не задолжите. Значи тоа отприлика иде така хронологијата на настаните. Вие го немате пред вас гледам. Значи хронологијата на настаните, нема потреба јас да... Знаете како? Да, добро, се извинувам, ова е колоквијално скопски. Значи пред година дена, кога имам овде дебата со колегата Тони Јаревски, истиве муабети се вртеа за унгарскиот кредит, дека е најповолниот кредит што некогаш сме го добиле. Што е најзлатниот кредит што некогаш сме го добиле. Зошто сега имате проблем да кажете кои фирми ги имаат добиено тие пари? На какви проекти тие фирми? Зошто немате отчетност кон јавноста за унгарскиот кредит, па да ни создадете самодоверба во вашите постапки за да ви веруваме за британскиот кредит? Значи сепак е двонасочна работа и ние како опозиција, за да бидеме конструктивни, дека ја барате нашата конструктивност, не можете, вие се по скратена постапка, утре ќе го дискутираме ова по скратена постапка, наместо да се целата експертска јавност да се вмеша во оваа јавна дебата, утре ќе дојде по скратена постапка, ќе заврши за 10 минути задолжување меѓугенерацијско. Таму е нашата скепса, во вашата таинственост и во вашата тенденција потоа да мораме да ги амортизираме вашите грешки. Господине Муциновиќ, видите вака, јас со вас кога полемизирам, јас немам проблем со флоскулите кои што ги изборувате, значи од риторика кој што имате, тоа е ваш избор на комуникација, затоа има партија со еден рейтинг, партија со друг, трети. Така. Но имам проблем кога вие само 2 пати вечерва во рок од 30 минути се обидувате да подметнете дека Чебрен Гадиште ќе биде на странци. Значи, и сега како да ви верува некој дека некој вие сте се обратиле, па не ви дале средства, па дали ви дали информација, не ви дале. Не можам да ви верувам, бидејќи во интерес на некоја теза која што имате замислено, давате аргументи кои што гледам дека ги подметнувате. Се водиме од историјата. Ги подметнувате. Ако не гледаме историјата, нема да ја видиме еднината. Фирма денеска во Македонија нема добиено средства од кредит, а ги заслужувала тие средства, имала бонитет, верувате дека ќе се испаѓа на пресконференција, ќе се дознае тоа. До сега не гледам дека некој вери дека има било какви недоследности или нерегуларности во издавањето на тие средства. Не знам каква е состојбата со фирмите, но едноставно кога доаѓа од некој кој што 2 пати ми подметнува за пола час, не можам да го земам сериозен тој аргумент дека некој вие сте побарале, па не ви дале. Јас имам оправдана опозицијска скепса. Ама не е скепса, кога веќе ќе помине утре во собрание или задутре или ама и унгарскиот кредит не може да има и унгарскиот кредит помина. Тоа е проблемот. Што веројатно за година дена беше Тони Јаревски па Љупчо Преджов, сега некој трет колега за година дена, некој трет кредит ќе дискутираме овде по најповолна. Тоа е работата. Немаме доверба во вашите постапки затоа што очигледно дека амортизирате секоја следна постапка е амортизација за претходната. За една година ЕСМ го дигнавте 50 милиони плюс во за една година од денес. Ќе го приватизирате ли ЕСМ затоа што го задолжувате? За една година од денес, а можеби и помалку, јас ви убедувам дека ќе бидете сведок на малите екрани, а можеби ќе бидете поканет на некој од настаните каде што ќе се отвараат објекти и каде што ќе отвараат работи од тој кредит унгарски во интерес на граѓаните кои што вие сте го критикувале. За една година ќе изборуваме за реални проекти веќе изградени, а можеби помалку од една година во зависност од обемот на тој проект, бидејќи секојдневно се пуштаат во потреба проекти. Квалитетот на животот на граѓаните паѓа и тука треба да ги гледаме мерилата, а не во тема за која што јас макроекономската стабилност на вашите фирми. Дали сте разговарале на ниво и на можеби во на ниво на влада или на ниво на пратеници и на собрание, дали треба да се разговара за овој процент на учеството на македонските компании, бидејќи зборував со некои градежници, беа и во емисија тука, кои што велат Македонија нема капацитет да гради железница. Македонија нема капацитет да гради Чебрен и Галиште, такви мега проекти. Што значи, искрено не очекувам дека македонските компании ќе можат да влезат во оваа бројка од 70% наспроти 30%, кога велиме дека тие ќе учествуваат во изградбата, бидејќи едноставно не постои таков капацитет. Што се однесува за градење на повеќе работи, на пример дали зборуваме за зградите на медицински факултет, да болниците тука имаме и тоа мислам дека никој немаме на масава, дврба дека се гради.
Во поглед на автопатиштата, исто така знаеме дека македонците, Делумно Македонија, има. нашите фирми знаат да направат одлични автопатишта и ги гледаме дел од нив и ги Да, но ги во возиме, овој проект немаме, ги возиме. но во овој проект Така е. немаме 7 автопатишта, години имаме да. напредок. Имате чочек изигравте Така, на автопатот, убав за чочек Вие сечете играње. лента за 1,5 сега, километар. сега, никому Косово, ништо Добре, не да, прави. сега треба да бидеме сериозни, вие би упаднавте Да, први во винаги збор ме што на интересирало, Окей. наистина. Кореш. Во поглед, точно е ние дека немаме експертиза за жал во градење на железница изминативе 30 години, па и нешто повеќе, но затоа тука се тие 30% од Британија, кои што не само што ќе имаат своји машини донесено и свој удел од 30%, ноу-хау или знаењето како тоа се прави согласно стандарди на најквалитетно изведување, ќе бидат оние кои што ќе предводат. Во поглед на македонските фирми и тука, да бидеме најасно, се разговара со коморите, неколку пати се разговара со нив, ова е се најавено, дека почнува за X време од денеска, отприлика знаат кој објект кога почнува да се гради и тие, претпоставувам, си прават самите, бидејќи секоја приватна компанија сака повеќе работа да има, повеќе да работи, повеќе да заработи, на државата тој одговара бидејќи повеќе ќе земе даноци, така расте и GDP-то и мислам дека се припремаат. И тоа е добро. Да, секако. И тоа е добро. Да. А од кој ќе ги земе даноци? Затоа што пак се враќаме на таа темата. Значи ние сите ваши дупки кои ќе ги создадете, ќе ги враќа Сега видете, народот. ако имате вие 2000 луѓе кои што ви работат на еден проект, да речеме, на Добре. железница, така? Добре. За тие 2000 луѓе некој носи храна, така вие му плакате данок на државата 18%, за тие 2000 луѓе некој носи облека, носи цемент, Ако носи влагате бетон, успоредни, носи не би ве- дрва. не би Значи ве тие охрабрил, работи, не би ве вие охрабрил само да завршам, влегувате не во прашавте, такви нема се корпорации. носат сите тие работи од Британија, тука се од Македонија и луѓе работат, значи има многу околу градежништвото, има 20 дејности кои што живеат индиректно од самото градежништво. И колку повеќе тоа оди нагоре, тие Ама немате 20 храброст дејности да ги оданучите Како нивните немаме профити, храброст? тоа е целиот како проблем. не си има данок Значи, во оваа држава, колку е данокот согласно има закон, толку е. регресивен данок. Не е регресивен. Ние го Не, полниме имаме буџетот ние со рамен ДДВ. данок, ние имаме рамен Ние данок го во полниме со државата ДДВ. и тоа е ДДВ-то е сосема окей. регресивен данок. Регресивен данок во смисла Неточно. дека не може да биде ист тој 18% на одреден продукт за човек со слаба финансиска моќност и за правно лице со секој човек во Република Македонија е еднаков пред законите. Секој човек во Република Македонија има право да бира и да биде биран во политика, има право да работи во фирма и да основа фирма во бизнисот. И секој еден човек има право да ги Ама зошто експлоатира цело време работниците бесконечно, ама тоа е тоа целата работа. 14-та тема. Значи, секој еден човек кој што ќе заработи, плаќа данок подеднакво со другиот кој што заработил повеќе или помалку од него. Значи, колку повеќе заработуваш, толку повеќе плаќаш данок на државата. Да, ма, Ако вие направите сметка од Да, мислам дека Да, мислам дека се ова ќе разбираме, отиде, да, да, мислам окей, дека јасно. тука се разбираме. Прашање за опозицијата. Ќе го гласате ли за ратификација на овој закон за стратешко партнерство? Овој утрешниот договор Утрешниот. секако дека ќе имаме соодветна своја дискусија, ќе земеме став во текот на утрешниот ден, меѓутоа бидејќи станува збор за одредени прашања кои што се уште немаме одговори, прво ќе ги слушнеме и одговорите. Не разговаравте на ниво на партија до сега, бидејќи Неколку утре пати ви е малку- разговарано и на ниво на пратеничка група. Во тој сегмент јас барем можам да кажам, не можам за нешто повеќе. Да. Во суштина, ние како партија сметаме дека ние треба да имаме стратешко партнерство со сите 5 членки постојани на Советот за безбедност на Обединетите нации. Велика Британија е една од тие членки, така да во таа насока во изолирана форма може би да се израционализира, но нас ни отвара скепса дека овој стратешки договор е придружен со вакво финансиско задолжување, така да нашите аргументи допрва ќе ги изнесеме. Ќе гласате за договорот или не? Апсолутно не. Добро. Само би сакала да дополнам. И во повеќе пресконференции, во повеќе средби кои што ги имавме, мислам, и ги имаше и председателот Филипче пред граѓаните, овој стратешки договор го поддржуваме, бидејќи наш стратешки партнер, како што реков Велика Британија, меѓутоа, додека не ги добиеме точните одговори, бројки, анализи за оној друг дел од договорот, таму секако дека нема да гласаме. Тоа значи дека утре нема да гласате за ратификација на овој договор. Зборувам за делот кој што се однесува за заемот. Добро. За разлика од порано, опозицијата има право да прашува
ние како управувачко мнозинство сме должни да даваме одговори. Ќе продолжиме овака јавно, транспарентно и отчетно да работиме и јас мислам дека сите 120 пратеници треба да подржат крупни проекти, бидејќи нашите граѓани заслужуваат крупни проекти. Ви благодарам на сите тројца што бевте денеска гости на 24 Отворено. Почитувани гледачи, тука е крајот на вечерашната емисија. Останете и натаму со нашата програма. Пријатно.